Драги гости, почитувани жени менаџери, почитувани представници од Министерството за економија, почитувани представници од амбасадата на Кралството Шведска, почитувани представници од амбасадата на Германија, добро вечер и добре ми дојдовте. Се радувам што сме повторно заедно, што ќе може да се дружиме во една поинаква форма, во форма на клуб. Вечерва го промовираме Малин бизнис клуб и новото лого на клубот. И каде или, како што мојата драга пријателка Елита Наскова, која ни ги работи свечените сценарија на нашите манифестации, велеше и тие носат невидливи круги. Епа, после 2 децении промоција на женското менаџерство, само во рамките на Марили 210 најуспешни жени менаџери, а ги има и многу повеќе, круната треба да биде видлива. Браво! Марили бизнес клуб е само еден континуитет во ова наша подршка што ја правиме 20 години за женското менаџерство. Направивме избори 20 поред, оваа година беше јубилејна и сакам да кажам дека во последниве 5 години правевме еден поголем напор да ја прошириме манифестацијата, да работевме модна регија, домашен текстилен бренд, го поддржувавме домашната креација, домашниот дизајн, работевме една донација хуманитарна насловена како Жените за жените. Од 41 жена менаџер собравме средства и купивме апарат за клиниката за радиотерапија и онкологија за рана детекција и лечење на карцином на дојка. И направивме тематски ден здравјето и убавината во функција на современата жена, кој што е свртен пошироко кон жените, не само кон жените менаџери. Тоа е со цел да и помогнеме на современата жена која што е во секојдневието, во трката помеѓу домашните и деловните обврски, да мисли малку повеќе на своето здравје, на својата дете и убавина. И дојдовме до овој клуб, после 2 децении, имаме значи еден клуб кој што има обврска да ги собира пред се жените менаџери кои што биле дел од овие избори, да ги поврзува и да им помага во нивните деловни комуникации, но и на почесните членови на овој клуб. Јас се надевам дека ќе соработуваме и дека Марили ќе биде гарантот за сите фирми кои што ги представуваат жените менаџери за тоа да бидеме мост, да ве поврзуваме, да може да соработувате, да си помагате. Истовремено да работиме и тематски работилници, да работиме дебати, да работиме дискусии, да работиме и хуманитарни проекти, како што веќе сме започнале. Особено едукацијата, исто така ќе биде застапена. Значи, ќе имаме едукација од различни области на менаџментот за подобрување на менаџерските вештини на менаџерите. Една од тие тематски работилници е и вечерва, таа што ја правиме со Марина Анчевска, која што е насловена од областта на бизнес психологијата и во Македонија е возможно. Да, во Македонија е возможно да се има идеја, да се направи проект и да се има поддршка, иако многу тешко, но сепак еве, овој проект покажува дека е возможно. За жал, многу странски брендови, многу странска номенклатура, многу почитување на странски принципи, странска дисциплина, а што е со нашите идеи. Мислам дека клубот ќе биде токму место кај што ќе правиме поддршка на новите идеи, иновации, на новите новини во самите компании и затоа направивме посебна веб страна на нашиот портал, каде што сите овие информации и поддршки ги имате. Истовремено, значи и за едукациите, истовремено и за пристапноста кон ИПА фондовите и кон европските кредитни линии и многу други вакви информации ги имаме на оваа веб страна и очекувам и ваши предлози. Јас би сакала оваа прилика, на крај сме на 2016 година, само да ви ја честитам 2017 година, да ви посакам да биде многу успешно од ова и ве поканувам
да бидете на едно заедничко кафе во рамките на тематскиот ден здравјето и убавината во функција на современата жена, кој што ќе се одржи на 29 март 2017 година, заедно да се дружиме тогаш и малку да се едуцираме. И истовремено со Марина планираме еден мотивацијски викенд, вака убаво, да се собереме и да одиме негде во мај месец на еден од нашите убави пейзажни предели надвор од Скопје и таму повторно да се едуцираме и повторно да се дружиме. Сакам со внимание да изслушате Марина Анчевска и убаво да се дружиме вечерва во една убава пријатна атмосфера и ви благодарам што дојдовте во вака голем број и се надевам дека соработката ќе ни биде плодна. Ви благодарам многу. Добро вечер на сите. Јас сум најпрво почестена и ретко имам трема. Да, денеска некако не знам, се чувствувам возбудено. Најверојатно дека сум дел од ова почеток на нешто што е за мене исто многу значајно. Сум дел од еден ваков бизнис клуб и верувам дека само со соработка едни со други, со дружење, со отвореност можеме да постигнеме многу повеќе и дека се е возможно во Македонија. Јас сакам едно клипче да ви пуштам, нешто, па потоа нешто ќе поразговараме. Всушност креираме уметност на живење. Кои сме ние, зошто го правиме тоа што го правиме и како можеме да направиме нешто уште подобро, поубаво. Идејата е да се започне оваа презентација со прашањето колку сте свој. Затоа што за да се биде успешен, треба секој од нас да биде едноставно свој, да не се оптеретува тоа околината, што прави, што ќе кажат другите, туку секогаш да се следи на себе си и затоа и во Македонија е се возможно. Вистина или лага е прашањето, затоа што има луѓе кои што не веруваат дека во Македонија е возможно и од кого и од што зависи вашиот успех. Јас секогаш викам, каде и да одиме, себе си се носи. Има луѓе што ќе заминат и во друга земја, па повторно не може да го остварат својот сон. Затоа што секогаш сме ние. Кој одлучува за вашиот живот? Дали е околината, дали е државата, родителот, или сте партнерот, или сте тоа само вие? И дали знаете 960 месеци или 26.000 денови, што е тоа? Која пресметка е на крај? 26.000 денови само е просечен човечки живот. Може ли сега да 75 години ја земено како просечен, сега секој нека се израчуна уште колку денови. Да, малку е така провокативен тој податок, кој ќе рачунаш во денови, вие само рачунате, има време, и тоа деновите си летат. Има 3 работи кои никогаш нема да се вратат. Време, нема враќање на времето. Кажаните зборови исто така оставаат трага и шанси. Некојаш викаат, нели, ајде една шанса пропуштиш, тоа ќе ти дадат екстра, можда уште една трета, ама повеќе тешко. Животот е емоција. Значи, се што правиме, се што купуваме, ова што го носиме на нас, сето тоа е само за да задоволиме некаква емоција. Ништо друго. Затоа што купените работи немаат некоја вредност. Одредено време да, меѓутоа останува емоцијата. И најголема мотивација во животот е да се живее со цел. Ако немаш цел, не е интересно. Меѓутоа, што ние најчесто грешиме? Некојаш се прашуваме зошто ова не ми успева, зошто не можам да направам, зошто прашањето зошто не води никаде, само бара оправдување. Секако е најдобро да се прашаме себе си како или што ме спречува мене да направам нешто, како да дојдам до нешто. За акција што е потребно? Желба. Јас се извинувам, ама само акција. Друго ништо не ни треба. Можеме секој ден да одиме на тренинзи, да учиме како да поставуваме цели, што да правиме, ама кога ќе заврши тренингот, пак сме ние, што треба да го направиме првиот чекор. Меѓутоа, често употребувано зборче кај нас во Македонија е но или ама.
Многу често, најчесто и тргнете од самите себе си колку често си викате но. Колку често викаме ама. И дали гледате можности или барате изговори. Обично нели 1 јануари е така убав период да се започне нешто. Ама викам ајде дека поминат празниците, нели, па до 15, па после тоа, па после чекај Великден иде, па Великден ќе дојде, па празници, па едно друго, и пак ќе дојде 1 јануари и пак сме заборавили. Промена се прави веднаш. Нема што да се чека од 1 јануари од понеделник. Ако сакате нешто да направите, треба да прочете одмah. Сега, иначе времето поминува. Што правиме ние? Сакам да се хранам здраво, да вежбам, да имам повеќе време, меѓутоа има еден куп изговори. Таква сум, нели? Не ме бива, немам време. Таков ни е генот. Ние немаме успех по животот, немаме никој кај нас. Или па еден куп, немам подршка, осамен сум, се плашам што ќе кажат другите, разочаран, и тоа е жалост. Меѓутоа, секогаш кога постои но и ама, се само изговори. Како би било ако Лидија не верувала во својата мисија, во својата она што сакала да го направи. Ете, 20 години се поминати, колку се тоа денови ќе израчунаме, некој кој што е добар во математика, меѓутоа 20 години нешто да обстои и се уште е да има интерес, да доаѓаат луѓе, верувајте, не е толку до идејата, туку е до човек, што стои позади. Затоа што ние сите се врзуваме на енергијата на некој. Може да има и 50 школи за йога, да кажем, или за НЛП, или за било што, меѓутоа луѓето секогаш се врзуваат со луѓето. Јас одам, живеам на Јужен булевар, некогаш одам на Зелено пазарче на пазар, затоа што таму има една жена која што продава со многу убава енергија. И знам дека сите ние неземни производи имаат позитивна енергија. Ние се врзуваме со луѓето. Се си има своја приказна и ако Лидија не верувала во својата приказна, ние немало ни да се запознаеме. Затоа ни требаат такви луѓе, а ги има во Македонија, и вие сте сигурно како нив, како нас, како сите ние, што веруваат во нешто и затоа успеваме. Се е возможно, доколку ти е толку важно и вредно, не да трошиш време и пари, туку да инвестираш време и пари. Ние најчесто зборуваме, немам време, мислиме дека трошиме време и трошиме пари. Како би било ако размислуваме дека инвестираме во нешто? И затоа инвестираме и време и пари, и тогаш многу поинаку ќе се однесуваме со нашите цели. Кога би биле 100% сигурни дека е возможно да успеете, што би правеле тогаш? Многу повеќе, не ли? Или па кога би биле 100% сигурни во својот успех, како би се однесувале? Ние поставуваме цел без да го видиме резултатот. Нашата подсвест гледа резултати со сетилата, не со логика. Свеста е таа што поставува цели. Подсвеста оди кон нешто што може да го види, слушне и почувствува. И тоа е многу поважно, отколку тоа јас што ќе си поставам цел и ќе чекам да дојде 1 јануари за да ја остварам целта. Значи, визуализацијата е многу значена. И Лидија сигурно, може би не сме биле свесни кога сме ги поставувале нашите цели, кога сме сакале нешто да оствариме, меѓутоа визија сме имале сигурно. Ова е интересно, некој што бил на моите предавања, може би го знае, јас секогаш се одам со моето автобусче. Мојот автобус и вашиот автобус, секој од нас има автобус. На автобус не можеш да се качиш ако не знаеш која дестинација, каде оди автобус. Затоа е прашањето каде вози вашиот автобус, дали знаете. Дали сте шоферот на автобусот? Да, дали сте во позадина, во средина, па му викате на шоферот оди лево, оди десно, или па сте скроз позади и одмарате, па кај оди автобусот таму? Да, па како ќе каже околината, така ќе прави.
Кога се фаќаме за волан, кога вистински го водиме својот живот, па тие простанатите од 26.000, во кој правец ќе не однесат? Многу е значено. Меѓутоа, постои уште една многу интересна категорија на луѓе кои што се возат во туги автобуси. Па се други не познаваме и такви. Секако. Најважното е време за себе. Посебно ние, жените кои што сме работи свој бизнис, 24/7 е твое време, меѓутоа посветено на работата, меѓутоа колку од времето вистински си посветуваш на самата себе. Вика, ако немаш 10 минути за себе, нема живот. Знаете ли тоа што значи? Цел ден сме ние, како една тегла со песок и со вода, размучкана. 10 минути треба на песокот да се спушти за да се расчисти малку водата. Тоа може да биде 10 минути да прошетате во природа, 10 минути да гледате во една точка, затоа што во тие моменти на вртење кон себе, на опуштање, ние уствари сме креативни. Тука имаме и креативци кои што вистински се бават креативно. Верувам дека секој од нас си има некаков начин како се рестартира, како трансформира се. Меѓутоа, преку телото најважно е. Значи, некакво движење мора да има. Без движење нема трансформација. Менталното поле, главата, постојано е во некакво размислување и ако нема физичка активност, почнува се да не води. Тек тогаш ние сакаме нешто да направиме промена. И ова сакам за крај онака убаво да го прочитате. Кога купувате нешто, вие не плаќате со пари. Плаќате со времето од вашиот живот кој што сте го потрошиле за да ги заработите тие пари. Разликата е во тоа што не можете да купите живот. И затоа е жално да го трошите својот живот, губејќи ја својата слобода. Јас посакувам многу успех за себе во животот и тука си имам ја исто едно звонче, која ќе го направам овој звук. Да, сега е Божик, нели? Меѓутоа, магијата на животот е секогаш. Секаде постои. Прво е магично што ние сите сме живи и здрави. Тоа е прво и основно. А сето на друго што сакаме да го направиме е само волјата на умот и на срцето, желбата на срцето. Умот и срцето мора да се споени и ние сите, ние никој не можеме ништо сами да направиме. Невозможно е. Мислам дека тоа е најголемиот предизвик за нас во Македонија. Да се споиме на колективно ниво. Сме изгубиле малку големата слика. Мислам дека секој работи, секој нешто прави, меѓутоа сите одиме кон една иста цел. Сите сакаме успешен, среќен, исполнет живот, меѓутоа можеме заедно многу повеќе. Да действуваме и на ниво на околина, и на однесување на начинот на кој што комуницираме едни со други, и на способности, и на верувањата и вредностите, и на ниво на идентитет, затоа што секој од нас треба да си биде свој, прво и основно, затоа што ако си целосно свој, не ти треба да ти каже некој друг дали те бива или не те бива, затоа што ти си знаеш однатре што е твое, што сакаш да си постигнеш. Меѓутоа, ние сме сите систем, сите сме поврзани. На некој начин секој од нас действува на секого во околината. И ако го знаеме тоа, тоа ше убаво така да се дружиме, да се собираме, да споделуваме. Тоа е идејата на бизнес клубот и јас секако сум ептен онака почастена што сум навистина на почетокот на